Одиме во живо и во Кучани, каде во тека истрагата која треба да даде одговори за тоа што доведе до оваа голема трагедија во која животот го загубија 59 лица. Таму е колегата Александар Спасовски. Александар, последните информации утрово беа дека обвинителството бара краткотраен притвор за дел од осомничените во оваа истрага. Имаме ли информации каква е одлуката на судот со оглед дека во моментов се наоѓаш токму таму? Туку што пристигнавме овде пред кривичниот суд во Кочани од оние информации кои што ги добив од колегите кои што од претходно беа тука било доведено едно лице, се претпоставува дека еден од сопствениците на дискотеката веројатно овде се изведува пред судија на претходна постапка кој што одлучува по оние предлози на обвинителството за определување на краткотраен притвор, како што и претходно беше соопштено. За 8 лица се бара краткотраен притвор, имајќи предвид дека останатите тројца осомниченици во потешка состојба се наоѓаат во болници. Обвинителството, како што објасни, за нив ќе продолжи постапката тогаш кога имаат подобрена состојба. Можам да кажам дека Кочани и утрово е практично полно со медиумски екипи, не само од земјава, туку практично од сите земји во обкружувањето, меѓутоа и од многу подалечни земји. Успеавме да најдеме видеоматеријали кои што ги објавија светските медиуми. Предлагам во продолжение да видиме како известија тие, односно со кои материјали располагаат за состојбата во дискотеката Пулс. Повеќе не може да распаса. Да, тоа беше видеото кое што го објавија неколку светски медиуми. Ние остануваме овде пред кривичниот суд според информациите кои што вчера ги соопшти обвинителството, односно државниот јавен обвинител Коцевски. Во самиот клуб каде што загинаа 59 лица, практично и немало никакви услови за да се организираат забави од таков формат. Како што објасни Коцевски, ниту имало соодветна хидрантска мрежа, ниту пак доволен број на противпожарни апарати, ниту пак самиот простор бил изведен така за да може да функционира како кабаре, бидејќи не ни имал соодветни излези. Една од двете врати практично била со катанец затворена од надворешната страна, од внатрешната страна воопшто не постоела врата, имајќи предвид дека преку неа била инсталирана гипс плоча и практично тоа воопшто никој не ни знаел дека таму има врата. Имаме дел од изјавата која што вчера ја даде државниот јавен обвинител Липчо Коцевски. Објектот немал хидрантска мрежа, ниту имал хидрант во употребна функција. Немало доволен број на ПП апарати според квадратурата на објектот, односно имало само 2. Немало 2 излезни врати пропишани за евакуација на луѓе, туку имало една единечна импровизирана метална врата на задниот дел од објектот, но истата била заклучена со катанец и без квака од натрешната страна и обложена со гипс картон и сунџер за звучна изолација. Немало пристап за ПП возила од двете спротивни страни согласно правилникот за заштита од пожари, експлозии и опасни материи. Беа издадени наредби за преземање на мерки до МВР, до БЈБ Скопје, со тоа што беше наредено да се апси секое лице кое што со своето постапување или непостапување придонело за настанот да се испита и неговата улога. Лицата постапувале спротивно на прописите и техничките правила за мерките за заштита и со тоа предизвикале опасност за животот и телото на луѓето од големи размери.
Деспина, до овој момент се уште нема информација за некаква најавена пресконференција ниту на судот, ниту на обвинителството. Имам некои неофицијални информации дека министерот за внатрешни работи Панче Тошковски околу 11 или можеби околу 12 часот ќе одржи пресконференција во МВР, но велам ова се уште не потврдени информации, дополнително имајќи предвид дека Тошковски во моментов е во кај повредените во болница. Така да остануваме да следиме состојбата од она што е најавено по социјалните мрежи. За 13 часот е најавен собир на граѓани во паркот во Кочани. Ќе бидеме и на ова место да видиме каква ќе биде сликата и оттаму, така да екипата на Сител останува во Кочани. Ќе побарам ново вклучување тогаш кога ќе добиеме некои нови информации од истрага. Александар, остануваме да следиме истрагата, остануваш во Кучани. Следното линковско вклучување од тебе го очекуваме и во следното информативно издание во 12 часот. А ние се силиме и пред полициската станица во Карпош, каде како дел од истрагата доцна синоќа на информативен разговор беше доведен и поранишниот министер за економија Крешник Бектеши. Колегата Зоран Јаневски во овие вести известува. Зоран, навистина тешко оди ово утро да се обезбедат нови информации на оваа тема. Дали успеа да дознаеш, дали имаме некакви нови информации во однос на тоа дали Крешник Бектеши е се уште во полициската станица во Карпош? Да, Деспина, според последните информации од Министерството за внатрешни работи, овде во полициската станица Карпош од вчера од доцна попладне се уште се наоѓа поранешниот министер за економија Крешник Бектеши. Информацијата е потврдија од Министерството за внатрешни работи, а оттаму додаваат дека во полициска станица се уште се наоѓа и тогашната државна секретарка од Министерството за економија Размена Чекиќ. Ова се податоци добиени од Министерството за внатрешни работи. Од јавното обвинителство пак не откриваат дали лицата за кои се бара притвор се и овие две лица, односно тогашната државна секретарка во Министерството за економија и екс-министерот за економија Крешник Бектеши. Точно на полноќ овде пред полициската станица Карпош разговарав со адвокатот Еленко Миланов, но тој не сакаше да открие кого застапува. Во телефонски разговор кој што го направи утринава со него, рече дека едно од лицата првично добило покана да се јави на распит и непосредно пред да ја напушти полициската станица пристигнало наредба дека лицето треба да биде задржано. Сепак адвокатот не откри кого застапува. Во меѓувреме, во текот на вчерашниот ден од Министерството за економија информираа дека се подготвени за соработка со надлежните органи во процесот на истражување и расветлување на трагедијата која се случи во Кочани. Министерството ќе обезбеди целосна поддршка во сите законски постапки, осигурувајќи дека секое прекршување на законот и злоупотреба на позицијата за лични профити ќе се третираат со соодветна сериозност. Министерството за економија и труд е посветено на гарантирање дека законот ќе се почитува и правдата ќе биде воспоставена, пишуваше во соопштението кое што беше издадено од Министерството за економија. Како што кажав и претходно, од вчера доцна попладне овде во полициската станица се наоѓа Крешник Бектеши, поранешниот министер за економија. Тој во текот на целата ноќ е овде во полициската станица Карпош, точно на полноќ од овде замина и адвокатот Еленко Миланов, иако не откри кого застапува. Во текот на денот се очекува доколку за овие лица биде побаран притвор или дополнителни мерки на предпазливост да ја напуштат полициската станица Карпош и да бидат однесени во основниот кривичен суд, каде што судија на претходна постапка ќе треба да се изјасни по барањата на јавното обвинителство, односно дали тоа ќе бара определување ефективен притвор или пак против овие лица ќе бидат изречени некакви мерки на предпазливост. Остануваме овде пред полициската станица Карпош, па повеќе детали во наредните информативни изданија. Да, Зоран Јаневски, остануваме да го следиме и овој дел од истрагата со оглед на тоа што, како што кажа и ти самиот, повеќе од 15 часа веќе екс-министерот за економија Крешник Бектеши се наоѓа во полициската станица во Карпош. Многу повеќе информации и од тебе очекуваме во следното информативно издание точно напладне. А дека дискотеката работела со лажна лиценца потпишана од поранешната државна секретарка во Министерството за економија, потврди и премиерот Мицкоски. Од денеска стартува темелна истрага и контроли во сите дискотеки. Мицкоски вели дека одговорност ќе има за сите.
Најпрво мора да има кривична одговорност за сите до еден инволвирани. Без разлика кој од која институција е, на кое ниво, од која партија, од која професија и така натаму до последниот. Очекувајте, кога станува збор за одговорност, дека нема да има милост. Ке мора да има одговорност со име и презиме. Ова не е меѓупартиска битка помеѓу ВМРО ДПМН, СДСМ, туку ова е битка на честните против нечестните и корумпирани од сите партии и сите институции. 8 месеци, не цели 9 месеци, работам онолку колку што можам за да го поразам овој корумпиран систем. И тука немам никаква дилема. Дали треба да чувствува човек морална одговорност? Да, сите ние треба да чувствуваме морална одговорност. Дали само јас треба да чувствувам? Ако е тоа потребно, еве и тоа го прифаќам, целата морална одговорност на мене нека биде. Но прво ќе го поразам овој систем, односно ќе биде како што треба, односно сето ова кое што денеска го започнуваме ќе вроди со плод, а потоа нема поголем суд од судот на народот на избори, кој што треба да каже дали и кој треба да понесе морална одговорност. Со сиот ризик дека може да влијам на истрагата, еве вака изгледа таа лиценца. Издадена на 13 март 2024 година. Подпишана од тогашниот државен секретар. Но истата лиценца изгледа и вака. Само разликата е што последните два броја кои што во првиот случај се 51, во вториот се 15, под истиот архивски број. А замислете, таму е заведен документ дека е комуникација со странски инвеститор. А собственикот на локалот ги има овие документи. Робусна акција во насока на проверка на сите документи, сите лиценци, сите дозволи за градба, сите дозволи за употреба, сите дозволи за работа на овие објекти. И јас сум убеден дека ќе најдеме стотици, да нечем десетици. Милиметар да недостасува, ќе бидат затворени. И тука нема да има милост кон никого. Не сезона, свети сезона нека. Обраќање до јавноста вчера имаше и претседателката Гордана Силјановска-Давкова, апелираше трагедијата да не се користи за политички конфронтации, порача дека ниту еден одговорен не смее да избегне казна. Почитувани и сакани граѓани, ве молам, водени од хуманоста и емпатијата, да се сплотиме во болката, свесни дека смртта и болеста подеднакво не допираат сите, без оглед на било каква припадност. Не е време за делби и конфронтации, особено кога се во прашање млади луѓе, чиј живот за миг згасна заради самоволие, импровизација и манипулација. Без стандарди и правила не смее да функционира ниту една дејност и активност. Ниту еден одговорен овој пат не смее да ги избегне правото, правдата и казната. Да не ја сквернавиме невината жртва на погинатите, да ги здружиме силите околу преживеаните, да не дозволиме никој повеќе да ги загрозува животите на невините луѓе. Никогаш повеќе да не ги жртвуваме стандардите и сигурноста на луѓето за профитот и богатството на поединците. Ништо не е повредно од човечкиот, а особено од младешкиот живот. Ви благодарам. Опозицијската партија пак бара одговорност и оставка од министерот за внатрешни работи Панче Тушковски, за да само прашува како може дискотеката повеќе од една година да работи без лиценца. Министре Тушковски, нели е срамно да не поднесете одговорност и оставка вие и сите во институциите во услови кога цела година оваа дискотека работи без лиценца? Чија е одговорноста, ако не е ваша, вие тоа да го проверите?
Чија е одговорноста ако не е ваша и на сите инспектори кои ги водите, да се побара одговорност и да се провери цела година дали има неправилности во работењето. Понатаму, ве молиме, одговорете и на јавноста. Како тоа полицијата била таму, како што и самиот го кажавте истово, и при тоа не ја затворила дискотеката, која очигледно работела надвор од сите пропишани стандарди и процедури. Во трагедијата животот го загубија повеќе лица кои беа дел од бендот на ДНК, меѓу кои и Андреј Ѓоргиевски. На видеото објавени на социјалните мрежи се гледа дека пожарот го предизвикуваат пиротехнички средства, а најпрво го зафаќа покривот на дискотеката. Тамара Дичовска направи ретроспектива на последните моменти. 2:35 часот по полнок, ноќен клуб Пулс Кочани. На бинат, дуото ДНК ја изведува последната песна за вечерта. Кажи ми како без тебе да бидам. Публиката пее во еден глас, но никој не знае дека ова ќе биде последната песна што многумина ќе ја слушнат, а и последна заеднички изведена песна на македонскиот бенд. Во истиот момент кога рефренот одзвонува во салата, искри од пиротехниката горат во воздухот. Во секунда се менува. Огнот брзо се шири, настанува паника, луѓето бараат излез. За неколку минути пламенот го проголтува клубот, оставајќи зад себе трагедија која ќе памети целата држава. 59 млади животи згаснуваат таа ноќ, меѓу нив и 4 припадници на бендот. Откако го забележуваат огнот на покривот, членовите на бендот преку микрофонот ги предупредуваат гостите да ја напуштат дискотеката. Над 500 луѓе брзаат кон излезот, но паниката и хаосот создаваат метеж. По десетина минути пристигнуваат пожарникарите и започнуваат обиди за спасување на присутните. Но хаосот и паниката во клубот